Вакциналниот пункт Јордан Мјалков во Штип е подготвен за 5 мај. Медицински сестри, лекари, волонтери на Црвен крст и студенти ќе бидат вклучени во масовната имунизација, каде дневно ќе се вакцинираат и до 2000 граѓани. Обуките за медицинскиот персонал е завршен за сите типови на вакцини, а доколку има потреба ќе биде вклучен медицински персонал и од останатите градови од регионот. Технички сме веќе подготвени, кадровски се доекипираме и ние и клиничка болница овде заедно учествуваме со персонал, меѓутоа мислам дека ќе има потреби од другите градови. Околу проценка е да се вакцинираат од 1000 до 2000 луѓе. А за тоа е потребно околу 50 медицински сестри, 8 доктори, тоа е за 12 часа за цел ден и 16 администратори. Волонтерите од Црвен крст ќе ни помагаат на влезот да ги евидентираат во списоците од мој термин и медицинскиот персонал да ги прегледа пациентите, да анамнеза да им земе на пациентите и сестрите да аплицираат вакцината. Најголемата логистичка подршка доаѓа од клиничката болница во Штип, која е вклучена и кадровски и со опрема во целата организација. Имаме отприлика 22 медицински сестри кои што ќе земат учество во вакцинацијата и во делот на набавка на неопходна медицинска опрема која што ќе биде потребно да биде овде во целиот тек на имунизацијата, значи во смисла на РВИ, амбу, балони, боци со кислород и така натаму, се она што ќе биде неопходно да го има како пункт за вакцинација. Помош и подршка ќе има и од 38 студенти по медицина од Универзитетот Гоце Делчев. Најголем дел ќе бидат вклучени во административниот пристап, односно внесување во мој термин и повеќе од информатичкиот дел, а дел кој што се веќе обучени сестри со средно медицинско и со положен државен испит, ќе им помагаат и во апликација на вакцини. Инаку, освен во Штип и во неколку градови во државата ќе се спроведе масовната вакцинација, а министрот Филипче најави дека ќе се вакцинираат до 10.000 граѓани. Веќе во понеделник насекаде ќе бидат дистрибуирани согласно бројот на пријавени граѓани кинеските вакцини и во Тетово, Куманово, Штип, Кавадарци, Битол, Илфред ќе започне вакцинирањето. Мислам дека ќе биде еден систем кој што ќе овозможи и над 10.000 граѓани на ден да се вакцинираат и воопшто да нема никакви гужви. До сега, на ниво на држава се вакцинирани околу 60.000 граѓани, а во таа бројка се и постарите лица над 70 години и вработените во критичната инфраструктура. Од вкупната бројка на граѓани над 70 години во земјава, до сега се имунизирани 18%.